Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука информираме за неколку Укло Колорс активности. Бидете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Ме пак, само врати се, немам душо, солзи повеќе. Разбуди ми очи влюбени, да ти видат усни румени. Разбуди ми очи влюбени, да ти видат усни румени. Лажи ме, љуби ме, само дојди душо, вечер земи ме. Лажи ме, љуби ме, солзи повеќе. Разбуди ми очи влюбени, да ти видат усни румени. Разбуди ми очи влюбени, да ти видат усни румени. Земи ме, лажи ме, љуби ме, велико ни дај да дојда по мене. Вечер земи ме, лажи ме, љуби ме, велико ни дај да дојда по мене. Само дојди душо, вечер земи ме. Под насловот Европските универзитетски алијанси под лупа, две алијанси кои работат во Северна Македонија, Колорс и Челендж ЕУ, воспоставија континуирана соработка преку панели и размени во хибриден формат.
Намерата на ваквите чекори е заедничка евалуација, коеволуација преку патиштата за градење на европски универзитети на иднината, но и откривање на тековните и идните предизвици и проблеми, како и заедничко креирање решенија и пристапи прилагодени за европскиот контекст, но и за контекстот на Западен Балкан и Северна Македонија. Не проект, туку долгорочна култура, беше заклучокот од последната размена на различни профили од двете алијанси, водена од СИО лидерот на Укло Колорс, военредниот професор доктор Рената Петревска-Нечковска, заедно со нејзиниот колега од алијансата ЧЛН-ШЕУ, професор доктор Вели Кречи од Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово, и истакнати панелисти од 5 земји, 6 универзитети и придружни партнери. Следната соработка помеѓу алијансите е насочена кон тркалезната маса на високо ниво, која ќе се одржи на 5 јуни 2025 на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на тема Европска диплома и заеднички дипломи. Алијансите се надеваат дека преку обликување на оваа траекторија ќе можат да им обезбедат доволно согледување на креаторите на политики за политики базирани на докази, кои го насочуваат и овозможуваат прогресивниот европски простор за високо образование и земјите во процес на пристапување во Европската Унија, како што е Северна Македонија. Teško mi
Srce imam, no ke izgasne. Denje noće na tebe mislim jas. Angel moj, za tebe ke umram. I svet od koga bi se izmenil, ti ke bideš moj pag moj. I svet od koga bi se izmenil, ti ke bideš moj pag moj. Европската универзитетска алијанса Колорс ги повикува докторантите, истражувачите, академскиот кадар, членовите на придружните партнери на Колорс да поднесат предлози за истражувачки проекти засновани на предизвици. Целта на овие проекти е да се зајакне соработката во рамките на истражувачката заедница на Колорс и да се премости јазот помеѓу академското знаење и неговото влијание во реалниот свет преку решавање регионални предизвици со интердисциплинарен и трансдисциплинарен пристап. Алијансата обезбедува финансиска поддршка до 15.000 евра по проект за покривање на физичката мобилност потребна за меѓународна соработка. Алијансата планира да финансира најмалку 3 проекти, а доколку финансиските средства дозволуваат, може да бидат поддржани и дополнителен број проекти. Ова представува единствена можност за градење меѓународни истражувачки мрежи во рамките на Алијансата и поставување основа за поголеми заеднички истражувачки иницијативи и проектни предлози. Повеќе за критериумите за колаборативните проекти, заинтересираните може да најдат на линкот поставен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uklo.edu.mk. Kako mi je ne svaќаш, не ме прашуваш, дали ти е седно, не ми кажуваш. Како ми е не сваќаш, не ме прашуваш, дали ти е седно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие, ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема невери да трпи, се свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно, каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега,
svršeno. Nema neveri da trpi, sve svršeno. Srce ima dušo, srce skršeno, nema neveri da trpi, sve svršeno, sve svršeno. Долгогодишната соработка меѓу УКЛО и Преда Плюс се унапреди со спојување на активности меѓу Студентскиот центар за предприемништво во рамки на Алијансата Колорс и новата старта програма на фондацијата Гринтех Пелагонија, која официјално започна на 27 јануари 2026 со јасна цел – поддршка на млади тимови во развој на иновативни и одржливи стартап решенија. Како резултат на соработката со Преда Плюс, студентските и средношколските тимови што учествуваа на организираниот студентски хакатон во 2025 година одржан во рамки на УКЛО Колорс, беа дополнително мотивирани да аплицираат во стартап програмата Green Tech Pelagonia. Во програмата зедоа учество УКЛО Колорс студенти, професори, представници од асоцираните партнери, како и соработниците од средните училишта од регионот, кои што ја продолжија соработката со УКЛО Колорс и преку Green Tech Pelagonia акцелераторот. Овој пристап е значаен затоа што создава реален развоен ефект преку навремено препознавање и поддршка на младите тимови и нивно водење од академска идеја до конкретно пазарно применливо стартап решение. Преку Студентскиот центар за предприемништво на УКЛО Колорс во колаборативниот простор се обезбеди значајна логистичка, просторна и организацијска поддршка за спроведување на програмата, ставајќи на располагање коворкинг простор, библиотека, индивидуални простори за работа, како и целокупната ИКТ опрема. Овие ресурси овозможуваат квалитетна реализација на индивидуалните и заедничките сесии, создавајќи функционална и поддржувачка средина за развој на стартап тимовите. Од Преда Плюс и од тимот на УКЛО Колорс се истакнува важноста на ова партнерство и се нагласува посветеноста кон создавање поддржувачка средина за младите предприемачи благодарение на континуитетот меѓу академската средина и практичната стартап поддршка. Стартап програмата се реализира во соработка со Европската банка за обнова и развој и со поддршка од ЦИФ. Да подсетиме, стартап програмата Green Tech Pelagonia, имплементирана од Преда Плюс фондацијата, нуди структуриран и практично ориентиран процес за поддршка на иноватори и предприемачи кои развиваат зелени решенија. Програмата комбинира Google Design Sprint методологија, индивидуални менторски поддршки и тематски обуки, кои се одвиваа низ 3 месеци со цел стартап идеите да се тестираат, валидираат и подготват за пазар и инвеститори. Кулминацијата беше на јавната презентација на демоденот, одржана 31 март 2026, каде жирито од истакнати стручни лица од банкарскиот сектор, агробизнис секторот и инвеститорите ги проценуваа бизнис идеите и ги насочуваа како да стигнат до реализација. Сакам да те слушнам, кај да си јас ке дојдам по тебе. Еј, да си ти до мене, памети ми зеде. Биди сега крај мене. Остани, остани, биди моја сега.
respira. Daj mi ljubov сега, nemoj da mi begaš, so tebe da zaspija. Ostani, ostani, vidi moja сега, samo ti, druga ne mi treba. Ostani, ostani, sami da sme ja si ti, noćva nema nikoj da ne razdeli. Ostani, hajde ostani, hajde. Ostani, hajde ostani, hajde. Ostani, ostani, vidi moja сега, samo ti, druga ne mi treba. Ostani, ostani, sami da sme ja si ti, noćva nema nikoj da ne razdeli. Ostani, hajde ostani, hajde. Ostani, hajde ostani, hajde. Кон крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, со вас поделуваме дека магистрантката Габриела Таневска од Факултетот за туризам и угостителство Охрид, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, беше учесник на престижното Европско студентско собрание 2026 во Страсбур, Франција. Незиното учество представува значаен академски и професионален успех, како за самата студентка, така и за македонската академска заедница. Неколкумесечната активност е возможна само за студенти, чии што универзитети се дел од Европска универзитетска алијанса, а учеството на Таневска беше реализирано преку Европската универзитетска алијанса Колорс, чиј партнер е Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова беше прво учество на студент од Македонија на оваа конференција, благодарение на огромниот влог и заложба на академската раководителка на Укло Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Академската раководителка работеше на тоа да се насочат студентите на Укло, да се охрабрат и аплицираат, а беше конструктивен контрибутор при дизајнирањето на методологијата на избор на пријавените кандидати од целата алијанса, да се земе предвид учеството на студентот Укло како единствен партнер од земја што не е во рамки на Европската унија. Од вкупно 2889 апликации од студенти од различни европски универзитети и факултети, беа селектирани само 250 учесници, млади луѓе од различни држави, култури и академски области, со цел, преку заедничка работа и дебата, да се креираат предлози за актуелни европски прашања и политики. Конференцијата беше организирана во 8 тематски панели, а Таневска беше дел од панелот 3, фокусиран на усогласување на буџетските политики со нивното реално општествено влијание. Работата на проектот започна уште во јануари 2026 преку онлайн состаноци, истражувања и координација со членовите на интернационалниот тим, а целиот процес кулминираше со 3-дневна конференција која се одржа во Европскиот парламент во Страсбур. За време на настанот, учесниците имаа можност да ги презентираат резултатите од својата работа, да дебатираат со студентите од останатите панели и активно да учествуваат во креирање заеднички заклучоци и препораки. Посебно значаен момент беше финалната сесија во просторите на Европскиот парламент во Страсбур, каде предлозите на панелите беа официјално презентирани и изгласани. За магистрантката Габриела Таневска од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, единица на Укло Колорс, покрај академскиот аспект, конференцијата представува и исклучително вредно, лично и професионално искуство.
Работата во интернационална средина, размената на идеи со студенти од различни култури и образовни системи, како и можноста за учество во дискусии на европско ниво, придонесоа за развој на нови перспективи, вештини и професионални контакти. Европската комисија ја вбројува оваа активност како една од поважните, каде студентите, представници на различните алијанси и држави, представуваат пример на квалитет, компетенции и исклучителен интелектуален труд. Со своето учество, танеска успешно ги представи Факултетот за туризам и гостителство од Охрид, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Алијансата Колорс на еден од најзначајните европски студентски собири, потврдувајќи дека македонските студенти можат рамноправно да учествуваат во меѓународни академски и општествени иницијативи како ко-креатори на својата иднина. Јас бев дама, а ти свој. Јас бев песна, а ти стихот мој. Еј, дечко мој, ние бевме чуден спој. Ти малку луд со чуден крој. Бараш лек за мирот свој. Моето колено, голото рамено, лек за твоето лудило. Моето колено, голото рамено, лек за твоето лудило. Дечко мој, ти што живееш во чуден град, каде нема љубов, ни за лек не барај спас. Во крек моето колено, голото рамено, лек за твоето. Стигнавме до крајот на ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Пријатен ден! Твоите очи лено мори, воден стиче реши се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помири. Севда, севда моја, севда да ми изедам.
Укло ФМ Битола, јуни 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk